5 глава носи наслов "Значи не можеш да одиш по вода". Знак прашалник. Можеме или не можеме? Што видовме до сега? Зависи како гледаме. Зависи како ќе земеме. Но еве да ја замислиме повторно онаа гледка на Галилејското море или езеро, но малку видоизменета. Бранови, ветар и се доближува до значи кон бродот, кон чамецот на кај што се наоѓали учениците, една силуета. Учениците пребледнеле од страв. Исплашени. Но Исус се слуша низ таа темнина и вели: "Јас сум, не плашете се." И Петар, кога го слушнал и кога видел дека тоа е Исус, што му вели: "Господе, ако си ти, нареди ми да дојдам по водата." И Исус му вели: "Дојди." И Петар гледа во темнината, во ладните бранови, го одмерува растојанието меѓу себе и Христа и си мисли: нема шанси. Нема шанси. Нема шанси како ќе одам јас по вода. Че тоа е делот кој што е изменет. Нема шанси да одам по вода. И тој се колеба. И неговиот момент поминува. Толку. Ние сме лишени од еден голем пример за една лекција на верата и никој, ни еден човек не одел по вода. Освен Исус. И тој е Бого човек. Ова сценарио може и да биде вистинето. Петар можел многу лесно да се обескрби, уште на почетокот, и воопшто да не појде. Би било трагично навистина за нас да го немаме таквиот пример, но еве уште една приказна која што го открива истиот факт, дека ако ние мислиме дека не можеме, навистина и нема да можеме. Некој човек поминувал покрај, сте го слушнале ова, покрај зоолошка градина и видел слон, токав, огромен, врзан за една тенка метална жица, за таа жица ланец и ланецот е на мало колче. Ограда пред него половина метар и човекот почнал да разговара таму со еден од чуварите. Едноставно не можел да свати ситуацијата, како токав огромен слон, врзан за тока една тенка жица и ланец, едно мало колче. Па тоа е ништо, мислам, тоа е како вас да ве врзат за чкорче од кибрид. Значи, слонот може во секој момент да се ослободи. Но, приказната е тоа дека од мал бил така трениран и така чуван и така врзан за едно тоа мало колче и тој едноставно си умислил, тој знае, тој сваќа едноставно знае дека е невозможно да се одврза. И дека му нема спас. Врзане и врзане за навек. Дали тоа може да се случи во нашиот живот? И мислам, мора да признаеме дека тоа е секој поминал низ вакво искуство. Може би и денеска поминуваме. Ако ние сме си умислили, ако ние сваќаме дека не можеме да го победиме греот, па и не можеме. Зашто ние навистина не можеме. Значи, слонот не го одржувало колчето врзан, туку неговото уверување дека не може. Или еве, писателот на оваа книга, Томас Дејвис, го пишува и своето лично искуство во кое што може да се видиме мнозина од нас, иако малку е, значи во делови е слично на нашето, во делови може би не. Вели како постар тинеджер се крстев и станав верник на црквата на Адвентистите на седмиот ден. Бев многу искрен, сакав да бидам вистински христијанин. Ги проучив основните вистини на Библијата, како што стоеше по правилникот. Некаде при крајот на проучувањето една или две лекции изборуваа за тоа како треба да живееме христијански живот. Така и се приклучив на црквата и ја започнав својата борба со себе и со гревот. До овде сите се наоѓаме. Сите ние се подсетуваме на некои денови минати, и може би не толку минати. И вели и овие двете, значи и јас самиот, и гревот, здружени со лукавиот и луд Сатана,
Многу брзо и лесно ја усвоетија мојата одлука да бидам вистински христијан. И што се случува? Ме обзеде разочарување и обесхрабреност. Во текот на наредните години на мојата младост се држе покрај црквата, повеќе или помалку, понекогаш повеќе, понекогаш помалку. Па сепак и понатаму бев искрен. А желбата да бидам вистински христијанин и понатаму постоеше. Покасно почнав да студирам теологија, а потоа станав и проповедник. Понекогаш за време на студиите ја разгледував можноста за победа над гревот, над секој грев, но поразот од кого што патев хронично и разговорите со другите ме уверија дека гревот, цртичка, себичност, завист, љубомората, нетрпеливост и сето друго, ќе делува во мојот живот се додека не дојде Исус и сето тоа не го уништи. Значи, едноставно, со тоа ќе се носам целиот мој живот. Мојата задача е, си мислев, да се надевам во Христа и да се борам колку што можам, но не очекував дека ќе постигнам потполна победа во овој живот. Така беше поставен ланецот и колчето. Кога од време на време читав од Библијата или од Духот на Пророштвото дека ветувањата за победа можат да се постигнат овде и сега, како што ние прочитавме едно во Филипјаните 4.13. Се можам преку Христа кој ми дава сила. Кога од време на време читав такво нешто, го читав тоа како некоја гатанка, мислејќи дека тоа мора да значи нешто друго и не е она што пишува во суштина. Низ ова истото самиот се поминувал. На маргината на една од моите книги од Духот на Пророштвото се уште стои белешка запишена пред повеќе години со прашање и копнеж за победа понудена во една од речениците на таа страница. Не можев да ја сватам таа можност. Реченицата ветуваше слобода, но јас бев уверен, насочен во уверување дека верата во Христовата сила не може да оствари моментална победа. Така бил уверен, нормално дека не можел ни да победи. Како слоно што бил убеден дека не може да избега од тој ланец и тоа колче. И сега, се враќаме малку на она илустрација со Петар, кој што ни е главна за размислување на сите овие глави од оваа книга. Дали му било јасно на Петар дека па не може да оди по вода? Дали било потребни некои лабораториски испитувања? Може, не може. Или најнормално од наблюдување, од секојдневието, знаеме дека човек не може да оди по вода, не може да бидеше одржан на површината од водата. Тоа е спротивно на сите физички закони. Значи, потполно му било јасно. Знаел дека не може. Во овој контекст, вели, е интересно да се забележи дека верата му претходела на знаењето. Значи, Петар покажал вера. Иако знаел дека не може, тргнал на заповед од Исуса дојди. Значи, верата му претходи на знаењето. Знаете, ние често пати си кажеме, па дај ми докази за да поверувам. И тоа често пати во Библијата имаме спротивни случувања. И тоа не е едно. Еве да речеме, може да отвориме моментот во Матеј 9. Да видиме еден момент со двајцата слепи. Матеј 9 глава. Кој што Исус ги исцелил, како и мнози на други. Матеј 9 глава би читале може би од 27, да. И кога Исус си одеше од таму, двајца слепци го следеа, викајќи, изборувајќи, смилувај ни се, сине Давидов. А кога дојде во куќата на слепците му пристапија, а Исус им рече, верувате ли дека можам да го направам тоа? Му рекоа, да, Господи. Немате докази. Верата претходи на доказите. Веруваат, Исус ги допира и ги исцелува. Кога таткото на момчето обседнато со демон го покажал својот сомнеж, велејќи му на Исуса во Марко 9.22, ако можеш нешто, смилувај ни се и помогни ни, што му вели Исус? Го предупредил за недостиг на вера. И му рекол, ако можеш нешто, се е можно за оној кој што вера. Повторно збор, се. Се можам преку Христа кој ми дава. Се е можно за оној кој што верува.
Погода со спознанието дека неговото сомневање може да го спречи исцелувањето на неговиот син, таткото во страв повикал: верувам, помогни му на моето неверие. И тоа било доволно за Исус. Во страв повикал: верувам, помогни му на моето неверие. Меѓутоа искрено кажал: помогни му на моето неверие. И врз основа на ова, иако колеблива вера, Исус ќе ја покаже својата сила. Ќе се случи чудо. Сега имаме уште еден пример овде, со еден управник во една адвентистичка установа, спомнат по име Джеймс Левер. Тој човек бил перфекционист. И затоа често бил задоволен и незадоволен од луѓето што работеле со него. Знаете, обично перфекционистот го има тој проблем. Јас сум во некоја смисла, можеби, имам некој мал проблем со перфекционизам во некоја област. Нему сите тие му се чинеле, значи сите околу него, скоро како грешно немарни спрема работата. Повеќе заинтересирани за плата, за некоја забава, за било што, ама не за работата. Така гледал на нив. Неговото незадоволство растело од година во година и ситуацијата станала толку напната што почнал да вика на своите луѓе. Станал нервозен. Тој не сакал така да постапува со нив, но кога напнатоста достигнала одредена точка, не можел веќе да се собора. Неизбежна последица била овој човек да биде префрлен во друга установа, а потоа и во трета. Поради овие преместувања влегол во непријатности со своите предпоставени. Во него се повеќе растела огорченост. Станал емотивно нестабилен, а ова пак предизвикало разни телесни проблеми и болки. Знаеме, емоциите се поврзани со телото, психосоматски заболување, така наречени. Психо и сома. Станал емотивно нестабилен, значи, и ова предизвикало големи телесни проблеми и болки. На крајот се нашол на работ на нервен слом. Дури до таму дошла ситуацијата. Во една таква состојба се сретнал со христијанин кој што ја открил тајната на одање по вода. На верата. Кој што пак во Исус пронашол победа над своите греови. Додека разговарале, Джеймс почнал да сваќа. Во него се појавила надеж дека и тој може да најде одговор на своите проблеми и да го среди својот расцепкан живот, несреден живот. Со вера започнал да гледа на Христа и да оди по вода. Да се подсетиме, Петар одел успешно по вода, контра сите закони, доека погледот му бил вперен во Исуса. Штом го свртел? Што од страв? Што од сомнеш? Што од тоа да се покаже пред своите соученици, да кажем, дека ете, постигнал нешто неверојатно, тој веднаш во истиот момент почнал да тоне. Значи, во него се појавила надеж дека и тој може да најде одговор на своите проблеми и да го среди својот расцепкан живот. Со вера започнал да гледа на Христа и да оди по вода. Дружејќи се со Христа, забележал дека неговата нервна напнатост исчезнала. Веројатно го почувствувал меѓу другите благослови и мирот, што го надвишува, надминува овој свет. Мир кој што не се постигнува со диазепами, со лексилиум или со не знам какви смирувачки средства, кои што се едни од најтрошените лекови на денешницата. Туку мирот што го надвишува светот. Дружејќи се со Христа, забележа дека неговата нервна напнатост исчезнала. На него изненадување и зачуденост почнале да се менуваат и неговите ставови. Гревовите кои што ги имал во својот живот, од кои што мислел дека никогаш не може да се отараси, били искоренети. Огорченоста што ја имал спрема луѓето со кои што работел почнала да исчезнува, а со неа и сите негови телесни проблеми и болки. Едно по друго проблеми исчезнувале. Одејќи со вера крај Исуса, од час во час се повеќе бил воодушевен од промената што се случувала во неговиот живот. Живеел еден вистински победнички христијански живот. Но, што се случува?
Тогаш во еден момент се сретнал со еден друг човек, за кого што вели писателот овде, можеме да кажеме дека е важна личност, можеме некој ДР или МР по теологија или по... И додека разговарале, Джеймс во својата непотоплива вера со големо воодушевување почнал да му кажува за сето она што се случува во неговиот живот. А овој познат човек, важна личност, овој почитуван човек го слушал сомнежливо, затоа што знаел дека не може да оди по вода. Дека е невозможно се оди. Дури ако мислиш дека можеш, тоа значи дека си само во заблуда, само си замислуваш. И така започнал да го советува Джеймс, предупредувајќи го да се отргне од неговиот фанатизам. За овој човек, помислата, самата помисла, умисленоста дека тој оди по вода е всушност фанатизам. Тоа нема врска со реалноста. Сите знаеме дека никој не може да оди по вода. Му рекол дека поради нашата грешна, нижа природа, не е можно да се постигне потполна победа над гревот. Вакви ги има мнозина. Вакви ги има и илјадници. И во адвентизмот, а да не зборуваме надвор. Почнал да го советува, значи почнал да му кажува дека не е можно во нашата грешна природа да се постигне победа над гревот. Па како тоа Исус постигна победа над гревот? Во која тоа природа беше? Видите колко е битно, значи, таа златна алка, што вели Елен Вајт, природата Христова. Исус не остави пример. Исус можеше, а и самиот тој ни вели дека се можеме со негова помош. И подобро би било да си го приспита својот живот и верување и се што доживува. Уште му рекол на Джеймс дека сето тоа звучи многу опасно. Можеш да бидеш прелажан, можеш да навлезеш во фанатизам, веќе влегуваш и така натаму. Познавајќи го овој човек како образувана влијателна личност, Джеймс некој известно време останал збунет и несигурен во своето искуство. Што го збунило Джеймс? Зато што овој бил учен, овој имал титула и веројатно овој повеќе знае од мене. Веројатно оние стихови што јас ги читам во Библијата не се така, тој подобро знае да е толку од Библијата. Познавајќи го овој човек како образован, на тоа го читавме, тогаш се сетил на зборовите. Се можам во Христа Исуса кој ми дава сила. Стихот што некој го прочита вече од вас. Филипјаните 4:13. Или Јуда 24 стих. А на оној кој може да ве запази од сопнување и да ве постави непорочни во радосно воскликнување пред својата слава. Слава, величие, сила и власт. Што е ли стихот? А на оној кој може да ве запази од сопнување, од паѓање. Помислил на зборовите од духот на пророштвото како што се следниве. Два цитати од Review and Herald. Луѓето можат на овој свет да постигнат совршенство на карактерот, соработувајќи со божествената сила. Или следниот. Ние можеме да го покажеме ликот, да го отсјаеме ликот на нашиот Господ. Можеме да ја спознаеме науката на духовниот живот. Можеме да го прославиме својот Творец. 3 пати можеме. Тогаш верата на Джеймс, оваа негова колеблива вера, почнала повторно да се зацврстува. Знаел дека тоа е она што Бог го прави во него, се почувствувал сигурен и сватил дека тоа е она вистинското. Дека сепак не треба да му верува на онај познат човек. Високо образован, веројатно. Така кризата поминала, а победата завладеала. Но можело да биде во неговиот живот и многу поинако, како и во животите на многу други. Едноставно, факт е дека ако ние сметаме дека не можеме, тоа што наистина не можеме. Меѓутоа, како можеме да сметаме дека не можеме? Да, лесно е да го кажеме тоа дека не можеме ако гледаме на себе, ако гледаме на своите слабости, ако гледаме на стотици наши падови. Често пати се подсетувам од тоа онака како една убава критика,
на она мудрост, кој да ја запишал, наистина е добра. Секој оној кој што се спрепнува по втор пат од еден исти камен, заслужува да се ја скрши ногата. Кој знае колку нози искршевме ние, да бидеме реални во нашиот живот. Кој знае колку падови доживеавме. Но тоа е секогаш затоа што гледаме на себе. Треба да престанеме да гледаме на себе, треба да почнеме да гледаме на Христос Семокниот. Не можеме сами, но со Него можеме. Да предпоставиме, вели овде, дека Джеймс поверувал дека е во заблуда. Да предпоставиме дека заклучил овој човек е во право, па тој е угледна личност, тој е учен, тој тоа го знае подобро од мене, навистина не можам да одам. Ако донел таков заклучок за Джеймс, би немало друг излез, освен да почне да тоне, како што почнал и Петар да тоне. Друг излез нема. Така неизбежно би се вратил во својот немир, својата огорченост, во своите болки и страдања. И можел дури да доживее и нервен слом. Многу е веројатно дека би можел да добие и нервен слом. Необично зарем не, Джеймс го пронашал единствениот вистински одговор за своите проблеми, а тоа е со вера да гледа на Исуса, барајќи решение за нив. Кој е одговорот, единствениот вистински одговор за сите наши проблеми? Да гледаме на Христа со вера и да бараме решение за нашите проблеми. Кај Него, а решение за се постои. Да се подсетиме дека Господ е посебно специализиран да ги решава нерешливите проблеми. Затоа што е всемоќен. За Него нема нерешливи проблеми. Пронашол решение, мир и осведочување и вистинска спремност да плива во своето искуство, како што не можел никогаш порано во својот живот или поточно да оди по водата, по тие немирни бранови. Да престанеме да гледаме на себе е наручението од оваа глава, според мене. Да престанеме да велиме не можам, не можам, не можам. Или тоа е добро да го кажеме, сваќајќи дека навистина ние сами не можеме, тоа е факт. Но да гледаме на Христа и да не го тргаме погледот од Него, без оглед на тоа што многу бранови може ќе поминат. Да гледаме со тие духовни очи, да се закотвиме со својот поглед во Него, зашто тој може се, тој постигнал се, тој ги знае сите наши проблеми, тој ги знае сите наши маки, тој е нашиот правосвещеник што поминал не сите искушенија, но не паднал и затоа надобро знае да ни помогне во секој искушение, во секој проблем и знае како да не поучи да не паднеме, да не одржи, значи да не паднеме. Наистина без Него не можеме ништо, а со Него можеме се. Тоа се тие две одредници што може и мене ме водат во мојот живот, а не е лошо сите нас да не водат токму овие два стиха. Јован 15.5, Филипијаните 4.13. Дека му е слава на Господи, нека овие стихови ги помниме не само оваа седмица, но и понатаму во нашиот живот. Слава на Господу уште еднаш. Амин.